Добре дојдовте во новото издание на политичко-информативната емисија Неделник на Македонскиот информативен центар со седиште во Линкон, Онтарио, Канада. Во денешниот неделен осврт ќе се осврнем на трите настани што се случија во САД изминатата недела, но се многу битни за престојната претседателска битка во ноември ова година. Трите настани за кои ќе проговориме се изборите во Невада, за кандидати за претседател на Републиканската и Демократската партија, сослушувањето на Врховниот суд на Америка дали да ја дисквалификува кандидатурата за престојните претседателски избори на Доналд Трамп, објавувањето на извештајот на специјалниот обвинител Роберт Хур за неговата истрага околу складирањето на строго доверливи документи во приватниот дом на сегашниот претседател Џо Бајден. Па да почнеме. Во изминатиот четврток, 8 февруари 2024 година, во американската држава Невада се одржа долго очекуваното гласање во Републиканската и Демократската партија за кандидати за претседател на престојните претседателски избори во САД, кои треба да се одржат ова година во ноември. Ова е третиот круг на гласање во изборниот циклус за кандидат во двете поголеми партии во САД, во кои членовите на Републиканската партија гласаат два пати. Првото гласање беше во директните примарни избори, а второто гласање беше во какусот. За да не дојде до забуна со горо наведените термини, ќе објаснам историјата и потеклото на какусот, како функционира и зошто Републиканската партија во Невада се одлучи на ваков чекор, како и разликата помеѓу двата модели на избор. За прв пат зборот какус се користи во САД во 1763 година, како начин каде потесното членство на политичката партија од една локалност се сетнува, со цел да номинираат кандидати во престојните општи избори. Исклучок е кандидирањето и гласањето за претседателски и подпретседателски кандидат, кој се расправа на Националната конвенција. Околу 30% од делегатите присутни на една конвенција се избираат по пат на какусот. Процесот на какусот започнува со состаноци во местните организации во еден град низ целата држава. Сите состаноци се одржуваат во истата вечер и истиот час низ целата држава и се отворени за сите членови кои живеат во тоа мало. Во првиот круг во местните организации се избираат делегати кои ќе одат на Околиската конвенција. Оттаму се избираат делегати кои ќе одат на Државната конвенција, која е последна етапа во изборот низ целата држава на делегати кои ќе се изберат на Националната конвенција. Во целиот изборен процес на какусот, најбитни се местните конвенции, каде согласувањето на ставовите на делегатите започнува. Бидејќи многу малку луѓе се запознаени со местото и часот кога местните или малските состаноци на партиските организации се одржува, мал број на партиски активисти земат учество на овој вид на гласање. Директните примарни избори или примарни избори во САД за прв пат се појавува во средината на 19 век, каде некои локални партиски организации дозволуваат гласачите да номинираат своји кандидати. Но, како што настаните ќе покажат во САД, во раните децени на минатиот век, директните примарни избори се избори кои се спроведуваат низ целата држава или одреден град или местност во кој се избираат директно кандидати кои ќе се избират во општи парламентарни, претседателски, градски, регионални или местни избори. Правилата околу гласувањето на кандидатурите за претседател и за самиот изборен процес се пропишани од Државниот законодавен дом и државните партиски органи. Државното партиско раководство на Републиканската партија на Невада се одлучи да одржи директно примарно гласање и гласање во какус, со цел да се зачува интегритетот на самите партиски избори. Тоа подразбира секој кој ќе гласа во изборот за кандидат за претседател на Републиканската партија треба да покаже уверение како пасош и водачка дозвола од Невада или друг документ со кој ќе се потврди нивното тврдење дека се државјани на Невада и на Америка. Но и да се регистрирани членови на Републиканската партија на Невада на денот на гласање. Барањата за изборна легитимација за партиските и за време на општите избори не бија прифатени од Законодавниот дом на Невада, кој е контролиран од избраници на Демократската партија, додека пак гувернерот на Невада и Џо Ломбардо од редовите на Републиканската партија.
Кандидатите беа известени дека имаат избор да се кандидираат само во директните примарни избори или какусот. Меѓу останатите правила кои државната партиска организација ги донесе беше дека изборот во какусот ќе биде одлучувачки. Додека пак поширокото членство на партијата ќе има можност да гласа и во двата избора. Во директните примарни избори учествуваше само Ники Хели, а во какусот против кандидат на Доналд Трамп беше Рајан Бинкли. На директните примарни избори одржани во Републиканската партија на 6 ноември 2024 година во Невада, Ники Хели не успеа да победи. Од 63,4% или 47.134 републикански гласачи се изјаснија за ниеден од горе наведените кандидати. Додека Ники Хели освои 30,4% или 22.638 гласа. Во гласањето во какусот, одржано на 8 февруари 2024 година, кандидат и поранешниот претседател Доналд Трамп освои 59.984 гласа или 99,1% од гласовите, додека неговиот против кандидат Рајан Бинкли освои 540 или 0,9% од гласовите. Додека пак на изборите во Демократската партија кои само има директни примарни избори, кандидатот и сегашен претседател на САД Џо Бајден освои 112.611 гласа, односно 89,4% од гласовите. На второ место заврши ниеден од горе наведените кандидати со освоени 7.026 гласа или 5,6% од гласовите. Во изминатиот четврток, поедногодишната истрага на специјалниот обвинител Роберт Хур во врска со пронадените строго доверливи документи во домот на Џо Бајден, како и на други места започни. Заклучокот на специјалниот обвинител Хур во понесениот извештај дека претседателот Џо Бајден намерно ги заострого доверливите документи и ги задржал без да каже некому. Истиот обвинител, чии изјави дека претседателот Бајден бе дозволил на користење на строго доверливи документи на трето недозволено лице. Обвинителот Хур изјави дека нема да понесе било каква тужба против претседателот Бајден, поради тоа што сочинувањето на претседателот не работи добро поради неговата длабока старост. Обвинителот Хур исто така додаде дека ако се понесе кривична пријава против Бајден, дека тешко може да се осуди поради тоа што претседателот Бајден ментално не ги разбира последиците од неговите постапки. Во што следеше лавина од коментари кои ја доведува во прашање неговата способност да ги исполнува своите должности, пренесува Associated Press. Во интервјуто дадено за телевизијата Newsmax, представникот во Долниот дом од Тексас и поранешниот општи хирург на САД Рони Џексон изјави дека претседателот Џо Бајден не е ментално здрав за да биде претседател. Во истото интервју, конгресменот Џексон изјави дека има тензии во Демократската партија помеѓу активисти кои сметаат дека претседателот Џо Бајден треба да се отстрани од функцијата, а и група која го поддржува претседателот, вклучувачи ја неговата сопруга Џил Бајден, која не сака да го остане претседателот Џо Бајден од неговата функција. Коментирајќи одлуката на специјалниот обвинител Роберт Хур, поранешниот судија на Врховниот суд на државата Њу Џерси, Ендрю Наполитано, во петокот 9 февруари 2024 година за телевизијата Newsmax изјави дека не верува дека претседателот Џо Бајден ќе биде останат од неговата функција со повикување на 25-тиот амандман од Уставот на Америка, бидејќи тоа треба да го побара потпредседателката Камала Харис. Но сепак повиците за отстранување од функцијата се оправдани. Во четвртокот на 8 февруари 2024 година Врховниот суд на Америка одржа сослушување на кој ги сослуша аргументите на адвокатот на Доналд Трамп, Джонатан Мичел, и адвокатот Џејсон Мори, кој застапува група гласачи кои го обвинува Трамп дека учествувал и организирал восстание со кое сакал да ги поништи изборните резултати од претседателските избори во 2020 година. Откако Врховните суди ги слуша аргументите на двете страни во овој случај, мнозинството прашања беа поставени кон застапникот на Доналд Трамп отколку на застапникот на оштетената страна во овој спор. Според поранешниот врховен судија Наполитано,
во интервју дадено на 9 февруари 2024 година за Newsmax, предвиди дека после слушувањето одлуката на Врховниот суд ќе биде 9-0 во корист на Трамп. Имено, главниот консензус помеѓу врховните судии е дека ниедна држава во Американската унија нема право да одлучува за сите останати држави за тоа кој ќе се најде на гласачкото ливче. Исто така, другиот заклучок споделен помеѓу врховните судии е дека ако Трамп не е осуден за такво дело од Американскиот конгрес, тогаш тој е невин. Коментар. Подем од изборот на Доналд Трамп во 2016 година, но и неговиот напредок во сегашните натрепателски изборни циклуси се должи на тоа што на американските гласачи им е смачено од сегашната политика во Вашингтон и Белата куќа. Презентираните резултати кои ги презентира за одржаните избори во Невада јасно укажуваат на гласачкото незадоволство како и во републиканската, така и во демократската партија. Овие резултати би требало да ги загрижат двете партии, дека на сите им е смачено од досегашната политика, а изборот на Доналд Трамп како председател во 2016 година е резултат на тој тивок протест. Протест против лошата економска политика, навлегувањето на политиката во порите на општествениот живот и рентистичката политика промовирана од политичарите, неограничените странски воени авантури, големувањето на дворешниот долг, неодговорното трошење, нелегалната и неразумната имиграција, трансродовата политика, но и раните прогресивни идеи кои се наметнуваат во секојдневието. Сиве овие работи што ги наброив, само ја одземаат слободата, не поделуваат и не осиромошуваат и водат да станеме крепосници и слуги на власта и не прават безбедни. А тоа треба да не загрижи. Ако ви се допадна содржината на ова видео, кликнете на лайк. Ако сакате да го споделите, кликнете на share. Повелете ако сакате да оставите коментар за ова видео и на крај, ако сакате да бидете известени за нови видеа, би ве замолил да се препратите со тоа што ќе кликнете на subscribe. Дојдовме до крајот на ова ново издание на нашиот неделник. Сите од нас во Македонскиот информативен центар ви пожелуваме да останете живи и здрави во овие тешки времиња. До следното слушање, довидување.